Манастирскиот комплекс Свети Наум е премногу комерцијализиран и го загрозува зачувувањето на природните вредности, алармираат експертите, потсетувајќи дека УНЕСКО побарал ревидирање на проектот за целиот комплекс. Во многу извештаи на Центарот за светско наследство, комплексот Свети Наум е нотиран како едно од најгорливите и најкритични точки на Охридскиот регион, затоа што таму со години наназад генерално не се почитувале мерките на заштита и не е обезбеден соодветен режим за негово управување. Експертите потсетуваат на ланскиот инцидент кога изворите на Свети Наум, кои се во зона на строга заштита, беа преплавени со бела материја. Секако дека секој притисок, градежен, урбан, било каков на Охридското езеро е недозволив и за дискусија, и за осуда, и тоа треба, значи, ова не е работа која што може една институција да ја реши, меѓутоа ево ние зборуваме стално за да се инициира и за да стане и да допре до оние кои што треба да решаваат и конечно да станат свесни дека Охридското езеро навистина не може повеќе да трпи. Ние сега тоа може би не го гледаме, но за 10-20 години на нашите потомци ќе им оставиме мочуриште. Најголем проблем се отпадните води од јавните тоалети и неконтролираниот број на угостителски објекти кои се влеваат директно во езерото. Се работи за можда не голема и доволна ефикасност на прочистителната станица од оние санитарни чворови кои што таму ги има. Сред манастирскиот комплекс кој е под владение на црквата никна и дивоградби. На местото на некогашната пошта некој изградил неколкукатна куќа. Ние имаме поднесено барање да се изврши инспекцијски увид за сите случаи, вклучително и за градбата кај поштата, за отпадните води, бараме инспекторатот за животна средина, државниот, нивни инспектори да излезат. На барање на УНЕСКО, јавната установа Национален парк Галичица изготви посебен план за управување со комплексот Свети Наум. Треба, вели Бојаджи, да се направат сериозни консултации со сите засегнати страни, бидејќи во спротивно тешко ќе биде спроведлив планот за управување.